Почитувани, добар ден и добре дојдовте во уште едно издание на Очи во очи со мене Јован Ѓорговски. Поддршка за реформите и целосно спроведување на договорот од пржина препорачал американскиот Стейт Департмент откако ВМРО ДПМН влезе во писмени преписки со Вашингтон и Брисел. Според аналитичарите, ваквата комуникација нема да донесе придобивки и напредок, додека од Министерството за надворешни работи потенцираат дека добри решенија за земјата потекнуваат од интересите на граѓаните. Повеќе за тоа денеска имаше во прилогот на колегата Александар Пешев. Предлагам да го погледнеме. Вашингтон застана во одбрана на својот амбасадор во Македонија. Американската политика во Македонија е насочена кон поддршка на евроатланската интеграција и потребните реформи за остварување на таа цел, вели портпаролот на американскиот Стейт Департмент Марк Тонер. Ова вклучува поддршка за демократските реформи, владење на правото и целосна имплементација на пржинскиот договор, додава тој. Амбасадорот Бейли и неговиот тим работеа во партнерство со македонските власти и граѓанските организации за унапредување на американската политика и цели. Стейт Департментот има целосна доверба во нашата амбасада и амбасадорот во Македонија. Како пријател на Македонија, Соединетите американски држави ги повикуваат сите партии да го почитуваат владењето на правото, демократскиот процес и меѓународните заложби на Македонија. Реакцијата следи откако ВМРО ДПМН влезе во реторика со Брисел и Вашингтон. Од партијата прашуваа дали пораките кои потекнуваа од амбасадата на САД се став на новата американска администрација. Тоа што САД стана еден вид посредник во тој пржински договор и дел од своето внимание на таа нивна надворешна политика беше посветено на Македонија, тоа беше затоа што македонските политички лидери го бараат тоа од САД и од Европската Унија. Не дека тие сакаја да се наметнат тука со некои своји идеи. Меѓутоа, кога веќе некого прашувате за совет, тие го кажуваат она што го знаат од сопственото историско и политичко искуство и тоа што представува САД. Од македонското МНР ги упатуваат сите заинтересирани страни да ја почитуваат македонската сувереност и изразената волја на граѓаните. Праксата ни покажа дека добри решенија за земјава мора да потекнуваат од интересите на нашите граѓани. Таквиот став е и во функција на европското интегрирање на земјата. Само суверена, ефективна и ефикасна Македонија може да придонесе во проектот што е масовно подржан од нашите граѓани. Во меѓувреме, интелектуалци, универзитетски професори, аналитичари, поранешни високи владени функционери и дипломати од Македонија се обраќаат на конгресмените во Американскиот конгрес и на сенаторите со писмо во одбрана на демократските принципи и дипломатскиот кодекс. Тие сметаат дека несвојствени се нападите и несоодветно е комуницирањето со странските амбасадори во Република Македонија, посебно со амбасадорот на САД, на ЕУ, на Германија и со портпаролката на Европската комисија. Да, тоа беше прилогот на колегата Александар Пешев, а токму тоа е и денешната тема во ова издание на Очи во очи. Сад му одговори на Груевски, имаме доверба во Бейли. Создадовме ли нов непријател? Верувам дека го имаме првиот гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Па сега темава е многу јасна. Ние не можевме да си најдеме политичко решение во нашава држава и баравме помош од Европска Унија и од САД. Тие ги наведоа своите мислења, но не се натури на нас. Бара партијата да се одвои од политиката, владеачката партија да се одвои од политиката. Тоа не се случи. Груевски тога и како премиер и како председател на партија подпиша за действувањето на СЈО. После тоа, кога виде што СЈО се извади на површина, СЈО почна да му смета. И сега, кога ги изгуби изборите, сега сите му се криви. Ние сме криви, веќе не се навикнавме ние во Македонија да бидеме криви на ВМРО, уствари не на цело ВМРО, на врхушката на ВМРО. Меѓутоа сега тој си го покажа правото лице во свет. Толку за мене. Тоа е она што нас и како држава не девалвира во светот. Благодарам многу. Ви благодарам за јавувањето. Дали имаме следен гледач? Добар ден. Добар ден. Овака, се сложувам со преходната гледачка. Добро кажа.
Моето мислење е следно. Ајде. Груевски си ствара се повеќе и повеќе непријатели, мислејќи дека тоа ќе и наштети на Македонија. На Македонија нема да и наштети. Тоа само се повеќе и повеќе му штети на него и на сите оние од неговата врхушка кои со години го манипулира овој осиромашен до коска осиромашен народ и тие знаат, и Брисел и Вашингтон, дека народот е многу добар. Партијата, пак повторувам, ВМРО е добра партија, но имаат страшно опасни оние кои ја водат. Прво, тие би требале во својата партија да расчита со нив, кога ќе видат дека ќе се избркани од ВМРО, нека им остане она нивно ДПМН. И тогаш веќе ќе им биде крајот. Не можат и никогаш не можат да се ослободат од она што го целиот свет слушна, дека се тешки криминалци, дека изнеле околу 18 милиарди евра вон Македонија, тоа се плячкани пари од народот, така да кога тогаш ќе морат да се соочат со сите обвиненија кои им следуваат. Така да на македонскиот народ нема да му биде наштетено од страна на било кој од светот, само со активирање и продолжување на мандатот на СЈО, тие ќе си го добијат она што го заслужија. Добро, нема тоа да го кажам. Нека им е со среќа, се изброени нивните денови. Ви благодарам пријатно. Добро, ви благодарам за јавувањето. Дали имаме следен гледач? Американскиот... Ало? Да, повелете, во емисија сте. Се слушаме? Ало? Да. Драган, Повелете, во емисија сте, ве слушаме. Драган Диотис на телефон. Како? Драган Диотис на телефон, ало? Добар ден, ве слушам, повелете, во емисија сте. Да. Со предходниот гледач што се јави, целосно би ги зема зборовите да кажам, само може нешто да се надоврзам. Ајде. Јас сум иначе по убедување ВМРО-вец, ама не сум груевист. Ова е груевизам више, што цела држава ја купи. Фактички ја купи цела држава. Ја купи со овако, со пензионерите. Ја купи со легализација. Нелегална легализација. Со пензионерите ги купи. Администрација ги купи. И за тоа се одржуваше тие број на гласови, од таму ги зема он. Тие 400 и нешто илјади гласа што е. Од тие граѓани ги зема. 400 фактички купени граѓани. Добро. Ја се срамам што ми е таков лидер на чело на државата. Се срамам, јас сум ВМРО-вец и се срамам што ми е таков лидер на чело и Сметате дека со преписките помеѓу ВМРО ДПМН и амбасадата на САД создадовме нов непријател? Да, па со тоа предходниот гледач го кажа, па за тоа ви кажав од почеток, не сакам да се надоврзам. Да. Се слагам со предходниот гледач. Знам дека нов непријател, не е еден, 100 непријатели стат. И комши, и све створивме. Тоа сакам да ви го кажам. Благодарам многу. Пријатно. Ви благодарам. Портпаролот на Стейт Департментот Марк Тонер денеска изјави дека американската политика во Македонија е да ја поддржи евроатлантската интеграција на државата и реформите потребни за напредување кон таа цел. Тоа вклучува поддршка за демократските реформи, владење на правото и целосно имплементирање на договорот од Пржино. Дали имаме следен гледач? Да, добар ден. Добар ден. Имам две работи да кажам само. Да? Во текот на овие 25 години САД се покажа како голем пријател на Македонија. Навистина голем пријател, држава која што им мисли навистина добро на оваа наша Македонија. Втората работа сакам да ја замолам онаа прва гледачка што се јави. Нека одмори малце душата. Нон-стоп виси на телефониве. Навистина, добро, да преминеме на темата. Не може да се спасам. На темата ви кажа дека се голем пријател. САД е голем пријател на Македонија. Ви благодарам многу. Ви благодарам. Дали имаме следен гледач? Ало? Да,
Добар ден. Добар ден, колега. Петар Христовски Пепи. Добар ден, поелете. Поздрав до колегите, поздрав до гледачите. Ви благодариме. Фала и на вас. Значи, јас сум секојаш исти, да ја уклучам лентата. Не ни треба Америка, не ни треба ЕУ која се растура. Треба народот да се ја земи судбината во своји раце. Да не, да се понови шарената револуција, затоа што ништо не се слуша кој ќе добие влада. Кога? И кога? Никогаш. Затоа народот треба или вонредна ситуација една година, како што реков господине пред некој ден. Мислам вчера беше или завчера, да заборав кога беше. Значи, никого да не слушаме. Америка за мене е сатана, у наводници. ЕУ ќе се растори, значи народот треба да види, еве сега овидната Камчевска, други го слушав господинот Петар Шилегов, и така натаму, и си тераме така. И што ќе биде ништо. Значи народот, со еден збор, со големи букви. Поздрав од Петар Христовски Пепи до сите. Фала. Добро, ви благодарам за јавувањето. Фала. Дали имаме следен гледач? Добар ден. Добар ден. Ние како македонци не создаваме непријатели, туку само се браниме кога некои бараат од нас да си го смениме своето вековно име. Со кога разговарам? Со еден македонец на кој сакате да му земите збор, или овие што не се македонци, а сакате да ме одземат збор. Од каде се јавувате? Или фашизам. Фашизам или демократија. Со Тале да не разговарам. Да, јас сум Тале македонецот. Ако му пречи некој дека сум македонец... Тале, ви благодарам. Вие имате жолт картон, одморете уште некоја недела, да оставиме простори за следните гледачи. Дали имаме следен гледач? Ало, добар ден. Добар ден. Поштовање, добро што си ги посветувате вашите правила и прописи. Пепи колегата ваш. Ја мислам дека не е новинар, тој бил на работа телевизија. Го поздравам го посветувам и сите претходни гледачи, се сложам со нив потполно. Ја знаев кога овие медиуми провладени така наречени кај нас, кога најавија дека сенаторите го нападнале амбасадор во Америка да не се меша за во Македонија, ствараат се, не знам, тие проблеми. Знаев што тогаш рекол дека тие се подплатени од некои луѓе од овие, се знаат кои, криминалците, врхушката, кој сака да се спаса, не да се спаса од Македонија, пара спас во сегде свече стора само да се спасат. Ја колку пати со време да тие вистински и честни поштени со време кога проповедав и апелирам за покаяние, че беше средна доста државата, се покаја да се тргна сивен народот, она што го зеле све да го вратија. Ја ќе апелирам, че збиравме потписи ако требаше и ќе протестиравме да не ода затвор, само да врата сето има што го зеле сите пари, сите што се мешани во тоа и да се тргнат од власта. Ќе беше мирно во државата, ќе беше мирно све и ќе се почитуваше уставот од председателот сака натака. Меѓутоа, овие се решителни све да одат, не само со Америка, се и Русија дури мешуваат. Ја знаев дека со овие сенатори подплатено, да помниш што денеска се тоа докажа, колку не 100.000 евра давале. Меѓутоа, американците сите не се така научени да се подмитуваат и да се подплаќаат како тие. Тие мисла сите се како нив кои што барат помош, врхушката овие ДПМН, овие неверниците, злосорниците, апашите, мангупите, како се нарекуваат, веќе тие за ним нема некој збор позитивно да се каже. И не е христијански, тоа што меѓу садбите со тие одозуваат. Исто така да не бара спас, да не спара спас од Путин. Путин е голем, верни голем христијан. Путин е верува дека такви криминалци, такви грешници има да подржи да стане. Путин не знае точно вистината во русите. Има ти тамо, реков на некои криминалци, како што спомна дотичниот адвокат Сирника, од кои причини тие тамо ги подржуваат некои руски министри тамо за надворешни или не за кои работи. И тука има тикани, има такви криминалци тоа. Најчесно, најпоследно е. Нека Груевски со неговите сите тие уште ќе апелирам. Нека све она што се огрешил под ножа, све што зел, тој неговите блиски, најблиски,
дури пратениците нивни гледаме блиски кои се први во имотните списоци тамо. Сите тие нека се вратат имотот, нека се извинат, нека се проповедат, нека се исповедат кај свештениците, кај духовниците, кај сите, нека го остават народов на мир во држава, да имат мир, не народов да еден со други да се мрази, да стават мражна, да стават омраза, да не расипуваат меѓунационалните односи, да не расипуваат со комшите, со сите тие така, меѓутоа една препорака на албанскиот претседател, нека не се мешат во Македонија, ете нека сеат помени албанци, нека бидат честни и почтени, нека кажат дека во Македонија си ги почитуваат и ги уживаат сите права што ги имаме ние македонци, дури повеќе. Јас сум многу пријател со албанците, честните сите албанци тоа ќе кажат. А и тие политичари сакат и тие се кримогени, знаеме од кои причини тие сакат тоа нивните лидери на партиите што барат и како барат, и тие барат да се напред во држава наша, тие сите си политички лидери што преговарат и таму што подпишувале едно друго и представо се повика, сите тие барат да имат во држава нереди. Од тоа апелирам сите нека се смират, нека се оладат, и различите се покажат уште еднаш, нека врата све што зеле. Ќе му простиме те, верувам цел македонски народ, сите христијани ќе му простиме. И нека се тргнат од политиката, нека на слобода. Ви благодарам многу. Ви благодарам за јавувањето. Дали имаме следен гледач? Добар ден. Добар ден. Не се баш сложувам со претходниот гледач, затоа што албанците се равноправни граѓани на ова држава. Ги плаќат даноците и се друго. Значи исти се како македонците, само по националност. Ова држава е повеќе националности има во Македонија. И да ви кажам право, некого да изолираш без причина не. Албанците се многу добри луѓе и вредни, за разлика од нас. Ние сме малку така да се провлечеме. Сега, сад му одговори на Груевски. Јас до сега што го Бејли гледам, се види дека е скромен човекот, сака да помогне. А сега, што Груевски толку има забегано во криминалите, не го вади ни Свети Петар. Да ви кажам право, не го вади никој, затоа што го изгуби кредибилитетот за меѓу македонците и надвор од светот. Создаваме ли нов непријател? Ние не создаваме, за нас пријателите ќе останат исти во сите земји што мислат добро на Македонија. А ова што сега Груевски сака да се вади, еве му пропадна и пак од договорот со Ахмети, па не, еве, значи Ахмети го проценил дека СЈО не доаѓа во предвид. Значи тој бара да постои СЈО, мора да постои. Ахмети се сложува, Груевски бега. А кој бега? Се знае кој, крадецот. Фала, многу пријатно. Ви благодарам за јавувањето, пријатно. Насоките за амбасадорот Бејли и неговиот тим се да работат во партнерство со македонските власти, како и со граѓанското општество за унапредување на американската политика и целите на САД. Ова го изјавил секако портпаролот на Стейт Департментот Марк Тонер, додавајќи дека Стейт Департментот има полна доверба во амбасадата и во амбасадорот во Македонија. Добар ден. Добар ден. Поздрав до емисијата. Ви благодарам, поздрав и до вас. Па вака сега уште еден рецепт од кујната на ВМРО. Значи го имаме САД, односно Бејли. Претходно, денеска слушав на една контактна емисија рускиот амбасадор и Русија. Уште една кујна. Сега ние 25 години тежиме кон Евро и НАТО интеграциите. Сега овие ни зборат за вртање кон Русија, ја дефокусираат јавноста и граѓаните во Македонија. Шарената револуција. Превеа сега револуција во Букурешт во врска со владината одлука за да ги намалат казните на криминалните тамо структури у власта. Истото е повод за сето ова што моментално се случува во Македонија. Значи пак кујната на ВМРО работи.
председателот, односно Ѓорđe Иванов, толку го понижи интелигенцијата на македонскиот народ, го засрами народот, ги засрами граѓаните во Македонија со она криминална аболиција што ја препиша пред година дена. Еве го сега пак истото го прави во врска со изборите. Еден аршин за едните, друг аршин за другите. Абе човеков, не знам сега нека извинат сите граѓани од понежниот пол во Македонија, абе ово е право, ајде да не речем тоа, ама он е господја министерка во кај нас у Македонија. Она на Нушич. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Ви благодарам за јавувањето, да го слушнеме и мислењето на следниот гледач. Добар ден. Добар вечер. Добар ден, повелете. Мене ми е темница, затоа викам добар вечер. Ја и малку сум чорав, таму пишува се јао му одговори на Груевски или сад? Не, сад. Не темата е сад му одговори на Груевски. Од Груевски поќе се плаши од СЈО него од сад, затоа не може убаво да прочитам. Ама добро, сега за не, пошто вие сте нов, не знам, сакам нешто да ве прашам. Дали ги познавате Дами и Попјан и Попај? Како? Ало? Дали ги познавате Даме и Попај? Не. Добро, ќе ги научите, има време, ама сега за темата би зборувал. Значи, Груевски се плаши од сад, се плаши. Тој е во иста ситуација како Љупчо Георгиевски пред околу 16 години кога зборуваше против Америка и против Европска унија. И после 15 години се уште не може да извади виза за во Америка. Политички умре, истото го чека и Груевски. Јас имам една молба за вашата телевизија, а посебно имам молба до Душица Мрѓа. Добро, тука ќе заблагодарам за вниманието, да оставиме простори за следните гледачи. Дали имаме некој следен на линија? Ало. Да, повелете. Добар ден. Во емисија сте. Прво, Груевски, со тоа што се чепка со САД и Европска унија, ја сече гранката на која што седите. Тие сега чекаат да им претерат уште малку преку ношто, викаме да му појдат, и ќе му кажат точно до динар што е каде, како префрлени, колку милиарди евра, колку долари, се ќе му кажат. Не го чекаат уште малку, уште имаат нерви, мислам, може да се стрпат. Второ, во врска со, вчера имаше на исто дебатна емисија на друга телевизија, кажа еден од тие ВМРО-вче, а не е ВМРО-вец, право, друга партија е, дека све прифатил Груевски, освен СЈО. Па кој е сега тој, што ќе прави тамо двојазичност, не знам што, двојазично рече има. Значи, не бил тој Заев, ама зошто Заев па да даде на албанците? Груевски може да даде, тој е воđа, тој не уништи. Па ја него 15 години трпам за лепе, мајмун. 15 години, без навреди, ви благодарам за јавувањето. А од македонското МНР ги упатуваат сите заинтересирани страни да ја почитуваат македонската сувереност и изразена волја на граѓаните. Праксата ни покажа дека добри решенија за земјата мора да потекнуваат од интересите на нашите граѓани. Таквиот став е во функција на европското интегрирање на земјата. Само суверена, ефективна и ефикасна Македонија може да придонесе во проектот што е масовно поддржан од нашите граѓани. Ова е реакција на Марк Тонер, портпаролот на Американскиот Стейт Департмент. Дали имаме следен гледач на линија? Добар ден. Ало. Добар ден. Добар ден. Повелете во емисија сте. Ви посакувам добра работа. Ви благодарам. Искрен да бидам, ме поттикна да се јавам овој вашиот што се представува колега Петар Христовски Пепи. Човекот ги меша многу лончината, така ми е некако енигма, не можам да го разберам што сака да кажи. А кога не зборува за темата е многу лошо и не само за него и за сите. Ево јас конкретно кратко за тема. Ајде да се држиме на денешната тема. Што мислите за денешната тема? Па видите, Соединетите Американски држави се стратешки партнер на Македонија. Добро. Тоа е и документовано и со договор. А Соединетите Американски држави, како и Европската унија, не се во состојба да не молат нас за ние да бидеме со ними пријатели, него ние баравме, како држава,
со ними да имаме добри односи. И луѓето кои што ја водат Соединетите Американски држави преку нивните амбасадори и Европската Унија преку нивните амбасадори на секој начин покушаваат да ни помогнат да не извадат од ова лудило и не може да биде некој противник на Македонија, на македонскиот народ, ако сака да му помогне на тој народ да го ослободи од еден режим, од криминалната власт и на демократски начин да се дојде до подобро утре. Значи, не гледам ништо тука и Соединетите Американски држави не се играчка, како што некој рече таму сатана или не знам овона. Таму е демократијата на највисокем може начин на врвот во светов и према тоа доказ ми е ова, што сите млади, не 90%, 99% кои што наумиле, кои што бегаат од овдека да бараат царе спас, бегаат на запад, бегаат во Германија, бегаат во Италија, бегаат во Америка, во Канада. Ниеден не сум видел јас да заминал од овдека, ќе одам јас на работа во Русија. Значи, да не бегаме од стратешките определни на држава и да не го гураме овој народ да остане така на вистина на улица. Толку кратко, ви благодарам. Ви благодарам за јавањето. Дали имаме следен гледач? Добар ден. Може? Да, во емисија сте. Вака, ајде за темата. За темата. Да. Се слушаме, не? Да, ве слушам. Вака, што се однесува до Америка и Македонија, сега треба да знаеме на работа дека пред изборите имаше напори за среќавање на владата или на Груевски со Хилари Клинтон. Пред нашите и пред нивните избори. За време на нивните избори се дешаваше една интересна ситуација, бидејќи ДПМНЕ плаќа лобистичка куќа во Америка измеѓу 40 и 60 илјади евра или долари, не знам, месечно за да лобира за ДПМНЕ. Таа лобистичка куќа лобираше и за Хилари Клинтон, и тоа со пари за нејзините избори. Сега Доналд Трамп ја знае таа работа, што мислат они не знаат кои чиви пари оделе на тоа конто, мада и јас бев за неа лично, да ви кажам, но сега они говораат Доналд Трамп. Па не може, они плаќа куќа, пари против него. И сега изгледа им текна и се свртеа на кај Русија. А друга работа да прашаме, русите, на Путин керките се во Европа. Они и не планираат да се вратат. Нашите, нивните, ето на владата, децата се во Европа, не одат во Русија, не ги праќаат во Русија. Сега едино, они може да се кријат во Русија, таа шанса може да им успее. Добро. Толку за врските со Америка, иначе амбасадорите се ја гледаат својата работа како што треба, на дипломатски начин ги кажуваат упатствата и проблемите, но кој ќе ги разбере? Добро, и овој народ не е глуп, треба да знаат и власти, секоја друга работа. Овој институција и председател и сите. Народот ја сваќа целата работа, целата игра. Само немој да иштетат на државата, тоа ќе биде лошо. По сите. Добро. Пријатно. Ви благодарам за јавањето, пријатно. Дали имаме следен гледач? Добар ден. Американската политика во Македонија е да ја поддржи евроатлантската интеграција на државата и реформите потребни за напредување кон таа цел. Тоа вклучува поддршка за демократските реформи, владење на правото и целосно имплементирање на договорот од Пржино, изјави денеска портпаролот на Стейт Департментот Марк Тонер. Тој потврдил дека насоките на амбасадорот Бејли и неговиот тим се да работат во партнерство со македонските власти, како и со граѓанското општество за унапредување на американската политика и целите на САД, додавајќи дека Стейт Департментот има полна доверба во амбасадата и во амбасадорот во Македонија. Дали имаме следен гледач да слушнеме нивното размислување за денешната тема? Ало. Добар ден. Добар ден.
Повелете во емисијата. Нека се задржат на темата гледачиве, нека не ја мешаат Русија, да им се смешаат коските. Русија не ни... Добро, без навреди, само ќе ве молам да се држиме до денешната тема. Ако имате да кажете ваше мислење. Да, не ни бара Русија некој да прими да работи кај незе, си има таа доволно и научници, и работници, све си има таа. 26 милиона жртви даде за време на фашизмот. Нека не ја меша да им се смешаат коските да дае Бог. Добро, ви благодарам за јавувањето. Тука ќе мора да ве прекинам без лични навреди за претходните гледачи. Дали имаме некој следен гледач? Да, ало, добар ден. Добар ден. Информациите околу тоа што и како му одговорила САД на Груевски ви се разликуваат од останатите телевизии. Па сега се прашувам. 3-4 телевизии поинаку го толкуваат одговорот на САД во однос на тоа Груевски што го поставил прашањето, а вие на поинаков начин. И сега дали се работи овде за навивачки страни, леви или десни, или за точни информации. Ако ви се информациите точни, јас ви честитам. Али ќе ги проверам и на останатите канали. Добро. Затоа што тамо велат дека сосем нешто друго се бара преиспитување на ангажманот на Бејли во Македонија. И веќе ви го прочитам пак, значи портпаролот што изјавил на Стейт Департментот, американската политика во Македонија е да ја поддржи евроатлантската интеграција на државата и реформите потребни за напредување кон таа цел. Тоа вклучува поддршка за демократските реформи, владење на правото и целосно имплементирање на договорот од Пржино. Изјави Тонер. Тој потврдил дека насоките за амбасадорот Бејли и неговиот тим се да работат во партнерство со македонските власти, како и со граѓанското општество за унапредување на американската политика и целите на САД, додавајќи дека Стейт Департментот има полна доверба во амбасадата и во амбасадорот во Македонија. Дали се слушаме? Дали сте уште на линија? Добро, дали имаме следен гледач, режија? Добар ден, добро вечер. Добар ден. Малу за тема, вајде. После толку време, симпатизер на 24, ама никогаш да ме уклучат. Прв пат, ето јас, се маче се вајдеков да пробам, значи. Симпатизер сум јак, друга телевизија не гледам. Не гледам ова и телма, други не ги гледам. Не ме интересира да ги гледам. Сега малу за ова тема, за нашиот премиер, така рече, заменик, бивши, не му дојде паметот како помина Хусен, Гадафи, Милошевич со Америка, истата судбина ќе го најде него. Што рекле старите, кои со ѓаволот орел, со газот трње влечил. И така ќе го најдете него. Мало Добро, тука ќе ве прекинам, ви благодарам за јавувањето. Почитувани гледачи, тука е крајот ново издание на Очи во очи. Ве поканувам да останете со програмата на телевизија 24, следува Централниот дневник. Пријатно.